најава за денешните настани. Црвениот крст на Македонија годинава ја одбележува 80 годишнината од постоењето. Посетеноста на Охрид за 8-мартовскиот викенд навестува плодна сезона. Екоакција на Збогум Буково за почист воздух. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање дефицитарни занаети. Германските аеродроми парализирани од штрајк, откажани над 3000 летови. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината со максимални 18 степени Целзиусови. Во вторник во Западна и Централна Европа, како и на Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во Западна Европа и на Пиринејскиот полуостров, каде што се очекуваат и поплави. Во останатите делови ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Пообилни врнежи се очекуваат во централните предели. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 22 степени. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови ќе дојде до зголемување на облачноста, која што доцна попладне и навечер ќе услови нестабилно време со сосема слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 23 степени. Поради изразеното јужно струење од денес во атмосферата над Македонија и регионот ќе имаме присуство на пустински песок од Сахара. Денес количеството на прашина во воздухот ќе достигне до 50 микрограми на метар кубен. Во вторник количината ќе се зголеми и се очекува да достигне до 150 микрограми на метар кубен, а веќе од среда таа количина ќе се намалува и се очекува во среда и четврток да се движи до 50 микрограми на метар кубен. Во Охрид во вторник предпладне ќе имаме претежно сончево време со локална облачност, попладне услови за слаб локален дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во текот на ноќта, среда кон четврток и во четврток во утринските часови, нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Во текот на денот, намалување на облачноста и сончеви периоди со максимални 20 степени. Во петок, умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 22 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Црвениот крст на Македонија годинава ја одбележува 80 годишнината од постојањето. Учиме од минатото и постигнувањата на прејадата волонтери кои низ текот на 80 години дале придонес за развој на организацијата и подобрување на животот на радливото население во земјава. И создаваме нови програми и нови генерации волонтери посветени на хуманата мисија. Ова беше истакнато на свеченоста по повод јубилејот која се одржа во Охрид. На свеченоста на која присуствуваше председател на Црвен крст на Македонија беа презентирани активностите на Црвен крст Охрид и беа доделени признанија. Црвен крст на Македонија годинава одбележува 80 години од формирањето. Општинската организација на Црвен крст Охрид е една од најуспешните во државата која што со своите активности има многу придонесено за тоа како денеска изгледа Црвениот крст на Македонија со неговата големина и успешност, истакна председателот на Црвен крст на Македонија професор доктор Ромел Велев на свеченоста која денеска се одржа во Охрид по повод јубилеот. Успешноста во справувањето со предизвиците во обезбедување хуманитарна поддршка на луѓето изложени на ризици и кризни состојби многу зависи од соработката со општините, истакна професор Велев, кој во името на организацијата им додели јубилејни плакети на градоначалниците на општините Охрид и Дебрца, Кирил Пецаков и Зоран Ногачевски. Голем број на наши активности се поврзани со луѓе кои што се нашле во некаква незавидна ситуација, но без помошта од градоначалникот како главен или татко на општината, сите овие активности не би можеле да ги спроведеме. Таму каде што имаме можност или општината има можност, тука правиме проекти како за бездомните, како за луѓето во посебен ризик, но битно е дека општините, поголемиот дел од општините во Македонија се свесни за потребата од хумано дејствување и имаме добра соработка на ниво на целата држава.
Околу 1000 волонтери, активисти, членови на Црвен крст Охрид ги спроведуваат активностите и ги реализираат проектите на територијата на општина Охрид и Дебрца, посветени на мисијата да помогнат секаде каде што е потребно. Се трудиме да ги привлечеме сите хумани луѓе со добронамерни идеи и иницијативи и успеваме во тоа, вели председателот Сашо Точков. Ние сме посебни и уникатни, можам да кажам, иако може да звучи нескромно, заради оние програми кои што ги работаме, а кои што на некој начин излегуваат од класичниот шаблон на дејствувањата на Црвениот крст. Црвен крст Охрид е посебна организација не само сега, и наназад години. Самото поднебје, самиот туристички центар дозволува да бидете креативни и да вложувате и во вакви хумани идеи. Така да голем број волонтери, активисти, безимени, имени во текот на овие 80 години дале свој печат и свој придонес и токму на овие настани, со овие настани им одаваме на некој начин почит и внимание на сите тие да се препознаеме во нив не само во минатото, туку и во сегашноста и во иднината. Активностите и програмите на Црвен крст Охрид се бројни и се однесуваат на секоја сфера каде е неопходна помош и поддршка, но и едукација и социјализација. Но она што го прави посебен Охридскиот Црвен крст, а што го издвоија како посебна придобивка за целиот регион градоначалниците на Охрид и на Дебрца, е планинската спасителна служба и оперативниот центар со СОС број за 24 часовна поддршка на територија на 5 општини. Праксата покажа дека онаму каде што досега сме соработувале, не е битно од во каква форма е настанот кој што го поддржуваме и организираме заедно, донесло позитивни промени на заедницата. Еден од проектите кои што отпочнал, да кажам, во соработка помеѓу Црвениот крст и Европската Унија од денешен аспект го финансира самата општина, планинската спасителна служба, нормално во соработка со планинарскиот клуб, е нешто кое што ние како Охрид можеме да се гордееме и на ниво на цела Македонија. А посебно можам само да потенцирам исто така дека заедно со Црвениот крст и планинската спасителна служба и планинското друштво Патагонија во рамките на програмата на Европската Унија за прекогранична соработка реализираме еден прекограничен проект заедно со општината Грамшот, општина од Република Албанија. Проект во кој акцентот го ставиме на градење на капацитети за авантуристички планински туризам со акцент на безбедноста. Пецаков и Ногачевски истакнаа дека ќе ја зајакнуваат и во иднина во споставената соработка со Црвен крст Охрид и заедно ќе градат поотпорна, похумана заедница во која никој нема да биде изоставен и поправедна за сите. Во Охрид, по повод 8-деценискиот јубилеј на Црвен крст, на 13 јуни ќе се одржи свечена академија, а во текот на целата година ќе бидат организирани низа настани под мотото "Ние гледаме луѓе", апострофирајќи основната заложба на организацијата на Црвен крст да се грижи за луѓето и да го штити човековото достоинство. Изминатиот празничен викенд Охрид како среде сезона. Препон со туристи, полни кафулиња, ресторани. Групите гости прошетаа низ стариот дел на градот и се запознаа со богатото културно и историско наследство. Туристичките работници велат 8 март навестува плодна сезона. Празничниот осмомартовски викенд го наполни Охрид со туристи. Главниот туристички центар наликуваше како среде сезона, препон со групи од соседните земји. Најбројни беа туристките од регионот Црна Гора, Србија, Хрватска, Албанија, Бугарија, но и домашните гости. Уживаа во убавото сончево време, прошетаа низ стариот дел на градот, кејот на Охридското езеро Чершијата, се запознаа со древната историја преку посета на културно-историските споменици. За овој 8-мартовски викенд најбројни туристи ни се екс-Југославија. Интересно е кога прашуваат какво ќе биде времето во Охрид. А ние тврдо им одговараме и сигурно сончево, сигурно, зашто Охрид имат 300 сончеви денови и никој пат немаме погрешено. Сваки могуći празник кој се организуе една од Ние секој можен празник организираме една тура за Охрид. Многу ни се допаѓа гостопримството на македонскиот народ.
пријатни и гостољубиви луѓе и секако природата, културно-историските споменици и Охридското езеро. Охрид е доста атрактивна и барана дестинација во земјите во соседството, приказна и спреплетена од културни и природни скапоценности, но и се побогата понуда. Пред се да ги потенцираме и културните споменици и природните реткости на Македонија кои се атрактивни за посетата на туристите, а и секако бисерот како еден символ кој нараѓа природни и на некој начин убави чувства како дел од природата на Охрид, Македонија и светското културно наследство. Охрид и Македонија и целиот регион изобилува со многу убави содржини. Секој камен е своја приказна. Туристичките работници велат со 8 март може да се смета дека започнува пролетно-летната туристичка сезона. Поголем наплив на туристи се очекува секој следен викенд. Со стотина садници се раззелени каналот студенчишта во Охрид. Викендов екоакција на иницијативата Збогум Буково за намалување на аерозагадувањето. Со садење на стотина садници чинар иницијативата Збогум Буково започна зелена офанзива против аерозагадувањето. Наместо да се подаруваат цвеќе, символично да се засади дрво повика на Денот на жената. Со оваа екоакција што се одржа викендов, се разделени каналот студенчишта вдолж пешачката патека, а ке продолжи засадување на нови садници за збогатување на зелената инфраструктура во градот. Нашите планови се постојано да реагираме до надлежните органи, да се бориме за она за што е почната иницијативата, односно за решавање на неколку деценискиот проблем со депонијата Буково во Охрид и формирање на регионална депонија во Новаци, каде што е предвидено. Меѓутоа, во меѓувреме, превземање мерки, како што е правење на зелена инфраструктура, засадување на чинари, засадување на други видови дрва, раззеленување секаде онаму каде што нема, бидејќи градот едноставно почнува да се гуши во урбанизација и во загаден воздух. Садењето чинар во населени места го намалува влијанието на климатските промени, но и помага против загадениот воздух. Знаеме дека со урбанизацијата и со сечењето на дрвјата, кое што е пракса за жал низ сите градови во Македонија, неконтролирано, неплански, многу од нашите дрвореди и многу од зелените површини кои што некогаш биле посадени се веќе уништени. Идејата е да се зголемат зелените површини и да почнеме сериозно да размислуваме за тоа што значи зеленото, урбаните шуми и урбаните дрвореди во борбата против аерозагадувањето. Свој дрво си засадија голем број охриѓанки, но и туристки од земјава и странство, а во чест на своите жени и мајки садеа и момчиња и мажи. Територијалната противпожарна единица Охрид во текот на вчерашниот ден го гаснеше шумскиот пожар кај селата Оздолени и Сошани во општина Дебрца. Пожарникарите бараат подитно да се пронајдат сторителите на овие намерни потпалувања и согласно законот да се санкционираат. Вие како несовесни и неодговорни жители треба да имате предвид дека со самите пожари кои ги предизвикувате, ги намалувате капацитетите на територијалната противпожарна единица Охрид, со оглед на тоа што пожарникарите се активни и гаснат пожари во урбана средина и извлекуваат и ваши членови од фамилијата од опожарени живеалишта и од сообраќајни незгоди, пишуваат од Пожарна Охрид. Од таму преку објава на социјалните медиуми ги прашуваат надлежните, Министерството за одбрана, Независен синдикат на пожарникарите на Македонија и Дирекцијата за заштита и спасување, докаде се долгонајавуваните измени на Законот за пожарникарство и зарем уште треба оваа високоризична професија да ја работат 60 годишни пожарникари. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на дефицитарни занаети и занаети кои бележат намалување на активностите во континуитет на подрачјето на општина Охрид. Висината на субвенцијата ќе се утврдува така што вкупниот износ на средствата планирани за оваа активност во буџетот на општина Охрид ќе се распределат пропорционално со бројот на пријавени занаетчи кои ќе ги исполнуваат условите и критериумите од повикот. Секој барател кој ги исполнува условите од повикот ќе добие ист износ на средства. Повикот е отворен 15 дена од неговото објавување. Заинтересираните занаетчи повеќе информации околу потребната документација и начинот на поднесување на истата можат да најдат на официјалната веб страна на општина Охрид. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.